Ајде бе. Што имам да изгубам? Повелете. Ало, господја Хандан, јас сум Джем. Знам, Джем, го има меморирано бројот. Како сте? Добро сум, фала. Господја Хандан, јас сум во тешка ситуација, па се јавив ако може да ми помогнете некако. Джем, јас веќе еднаш тебе ти помогнав. Ти ме засрами пред пријателите. Навистина јас немам никаква вина, мајсторот си измислуваше изговори. Немој да ми измислуваш изговори. Ако тие тебе не те сака, тогаш и ти немаше нив да им даваш причина. Извинете што ве вознемирив. Минатиот пат вашата внука рече дека барате шофер, па затоа ве барав. Не имало недоразбирање, не ми треба на мене шофер, не планирам да вработам никого. Поред тогаш, се слушаме, пријатно. Джем, сакаш ли да му кажам на мојот зет? Татко ти се жртвуваше за вас, а Фатма и Несрен си го јадат тоа. Не разбирам зошто тебе те игнорираат. Земи, појави му се на зетот, објасни си ја работата, нека ти даде работа. Не можам да направам такво нешто. Керим не ме сака, а и не сакам јас да молам никого. Веќе сме зборувале за тоа, Хандам. Добро, но... Не, нема смисла да зборуваме за истите работи повторно. Фала ви многу, пријатно. Го спушти телефонот во лице. Безобразен. Секогаш истото го зборува. Кога му помагаше беше добро, нели? Гледај сега во каква состојба сум. Не можам да си поверувам на ова. Останав сама јас. Нема ни кафе кој да ми донесе. Не можам веќе да седам дома. Добро, што е со луѓево, човече? Мала грешка и одма те брише, не ни размислува? Ниф им е многу лесно. Не знаат тие како ни е на нас. Синко, ти полуде ли, а? По такви скапаници така ли се оди? Што ако имаше пиштол? А што сакаш ти, мамо? Да го оставам така да шета околу Берен и околу нашава куќа овде? Тоа требаше да направам. Ке ми застанеше срцето. Мајка ти во право, Керим. Ако не побегнеше, ќе му покажев јас него многу убаво, ама тоа е. Како и да е. Берен, утре нема да одиш на работа, се разбираме? Тато, поради него ли ќе седам затворена дома? Ништо не може да ми направи. Берен, не сакам противење веќе, доста е. Од сега натаму никој да не излегува надвор од домот, дали сум јасен? Се разбираме или не? Јас не сакам да седам дома. Тој лудак е закачен за Берен. Што имам јас врска со тоа? Туба, реков нема излегување од овде. Реков и готово. Туба, ако слушнам дека ме немаш послушано, ќе биде многу лошо за тебе. На сите ви се извинувам. Тато се однесува вглупаво и детинесто. Ако ти се случеше нешто, никогаш немаше да си го простам тоа. Морав да го држам тој човек подалеку од Берен. А ти кога се врати дома, Керим? Токму сега пред малку. Се сретнав со Хасан, испивме неколку чаши и колата ја оставив таму, па се вратив со такси. Добро е што се вратив.
Што ако Берен во гнев отидеше кај тој човек? Што ќе правевме тогаш? Не дај Боже. Господја Султан, сега има многу убава прилика. Никогаш нема да дозволат пак да не испратат во помошниот објект. Ти не велеше дека сакаш да си заминеш од овде? Сакав, Кирко, сакав. Ама потоа дојде ти и ми зборуваше за убавите планови за соништата твои. Ми рече дека ќе се спасиме од овој беден живот и јас се премислив. А сега се ќе заврши, така ли, Кирко? Не, Душо, ништо нема да заврши. Морам да најдам начин да ја смирам Ипек сега. Кирко, и онака господинот Керим кога ќе ги дознае работите, нема да ја задржи Ипек во оваа куќа. Ама и таа нема да си оди без да те пријави тебе, да знаеш. Ке разговарам јас со неа. Немој да ја попушташ на таа. Немој да зборуваш глупости, такво нешто никогаш не би прифатила. Никој не може да ме натера. Како планираш да ја смириш девојката? Дури и да не признаеш, кај нив ќе остане сомнеш. Мамо, седи веќе. Еве, слушај ме сега, седи. Вака, ако веќе не сакаш да заминеш, ако сакаш да останеш тука, тогаш треба да ми помогнеш мене. Како бе? Многу едноставно. Не ја пријавувај Ипек на Керим. Мојата паметна керка, ама нема да ми остане до мене. Султан Ханум мислел да Ханум сигурно ќе му кажат на Керимбек. Тогаш, добро, и ти ќе ја смениш приказната после. Ке ти кажам ја што да кажеш. А? Ова е мојата куќа. Сликата на мојот син ќе ја ставам каде што сакам, дури и на највидно место. Како и да е тој Хазим, скапаницата не доаѓа веќе. Мило мое синче. Уште кога се роди се знаеше дека ќе имаш толку убава коса. Каде е сликана сликава? Истанбул. Не го однеле веднаш штом се родил мојот син. Хандан ме налаге, ми кажувала. Значи, може би се уште е тука. Моја дете убаво. Чекај да видам што пишува.